Една од убавите работи што денеска ќе објасниме на почеток, малку само ќе ја начнеме, али рековме и преку практичен пример ќе го доловиме, иако верувам дека и како овој период што престои. Пазите, тоа никогаш не било занемарено, или ако било занемарено, тоа грешка сме направиле. Никогаш не смее да биде занемарено, а тоа е зборот креативност. И верувате, малце проверив на интернет околу креативност, не само за дефиницијата, дефиницијата е толку јасна и едноставно не треба да ја барате на интернет, а што е креативност? Креативност е, ако можам да кажам, идеи, и тука сум пишал еден добар збор, имагинација и оригинални идеи, што се претвараат во дело. Знаете, креативноста не е идеи и само имагинација. Тоа мора да произлезе, да се претвори во дело. Господ последно време многу ми зборува и од многу страни добив поттик за мојата креативност, за моите дарови, за моите таленти, и верувате, не само од луѓе од црква, него од луѓе од страна, и одма го приметувате тоа, одма знаете зошто отприлика е тоа. Најверојатно тој период Господ ќе сака нешто да прави во основа на тоа во вашиот живот. И една убава како охрабрување или како пророштво го добив преку телефон и само беше потврда. Рече Господ, во овој период ќе го благослови трудот на твоите раце. И така да, а ја па не сум себичен човек. Ако ме познавате и како ќе знаете дека не сум себичен човек, сум се докажал како не себичен човек. Знам порано, колки памтиш во почетоците на нашето дружење, Дарко памти сите, 100 денари, ако имаме 100 денари, купуваме бурек, јадеме сите и толку. Нема криење дома, па сам да купиш бурек или нешто, или... Така да, себичност и како е добра работа и како несебичен човек. И како човек што гледа, не само во неговиот живот, него и во животот на другите, во животот на црквата, знам дека ќе дојде период, или треба да го потикнеме тој период, на креативност во нашите животи и да излезе на и како силно ниво. Ќе видиме понатаму што се фалело на црквата и што не смее да се повтори како историја во црквата. Го разбираме овој дел. На крај ќе направиме едно нешто. Креативноста е дадена од Бог, но мора да, како рековме, трудот на нашите раце, трудот на нашиот ум, трудот на нашите нозе. Јас сум пишал тука стас, понекогаш преку облекат или преку било што можеме да ја покажеме креативноста, но мора да излезе од нас. И затоа ќе поканам на крајна служба секој што сака да расте, или секој што сака Господ, Светиот Дух да го расте во таа креативност, ќе излезе напред и ќе се молиме. Дури да сме сите, не е проблем, тука сме, повеќе ќе овиклеме ако треба и Зоран, што и како сака креативни луѓе, не само што сака, него и ги надзира и сака да ги охрабрува, така да секој што сака да расте во таа креативност, не само овој момент. Зашто, верувате, пред 3 дена бевме на еден професор по пеење, со мојот шура Дарко, и он вака рече. Он рече, во 100 луѓе, 10 сигурно знаат да пеат. Дури и они може не знаат. Ама сигурно знаат да пеат. Во тие 100 луѓе, 10 сигурно знаат и да цртаат. Сигурно знаат и да шминкаат. И знаете, жално е кога нема да го приметиме тоа, ние самите. Знаете, можеме да викаме, родителите требаш да приметат тоа. Во ред, али понекогаш самата околност, самата ситуација не им дало шанса ни на родителите да го примат тоа. Ќе видиме и зошто. Ќе видиме зошто не можеле едноставно понекогаш да ги увидат работите, али ако ние ги увидиме, или ако некој не поттикне, да не го тргаме на страна, да не го тргаме во маргините. Тој збор, тоа дело, креативност, него и како да збориме за него и како да ствараме преку него. Така да на крај пак ќе потсетам, ќе се молиме тука за да го поттикнеме. Јас го сеќам тоа помазание врз мене за таквите работи, за креативните работи и како што реков, како несебичен човек, сакам да го пренесам со сите вас. Може така? Договорено? За мене овој збор е многу силен и значаен збор. Зошто? Во самиот Господ се содржи. Како го викаме Господ? Креаторот. Креаторот на креативен начин, преку имагинарни идеи, он не создаде нас и го создаде светот. И знаете преку што го создаде? Као што кажат они, преку зборот. Така да една од манифестациите на таа креативност е преку зборот.
Господ се создаде, Мојсей пишува, преку неговиот збор. Друго е преку, рековме, преку трудот на рацете. Тоа што денеска го прави Ели. Иако за да испадне сето тоа, требајте како да си имагинарен и во твојот ум, во твоето срце и во твојата душа. Знаете, ќе речеме, да, светот е и точно, и како е креативен. И како последно време фирмите плаќаат многу пари, за да ја поттикнат таа креативност во луѓето. Знаете зашто? Најповеќе за профит. Има во нив и искра како се вика, на добра мисла, или да речеме ако се христијански цркви, или не го зборам тоа религиозност ако се христијански цркви. Христијаните, нели, понекогаш бизнис е бизнис, ќе кажеме, ама го имаат тој дел, кој ќе дојдат на служба некој млак шамар да им врзе у стил, прави го тоа како за Господ. Но фирмите употребуваат многу пари за да ја поттикнат во луѓето таа креативност. А верувајте, проверив на интернет, во текот на годините, историски гледано, негде околу 1500-та, и знаем од прилика зошто, ради таа реформација што се случила, почнува да се употребува зборот креативност. Збориме, они може го употребувале на личен однос, ама они гледаат дали во книги го имало. И така да во 1500-та, тој период на, ако можам да кажам, ренесанса, не само во црквата, него и во целото општество, во целата околина што го прежувало. И тоа дори најверојатно и не сакајќи. Не сакајќи од страна на Лутер и на компанија, ама сакајќи од Светиот Дух. Да го поттикне тоа. Се употребува зборот. После тоа, зошто? Пак ради, ако можам да кажам, влезот на парите или влезот на лоши чичковци во сето тоа, го снемува тој збор креативност. Многу малку се пишува за него. И се до после Втората светска војна, каде што има експанзија, има силен излив на креативни луѓе. Зошто? Зашто најверојатно луѓето рекле, доста ни е од војни. Знаете, креативност не е да измислиш калашников. Лукавост е да измислиш калашников. Или било која бомба и се. Лукавиот дава такви идеи, што никако не се креативни. Мене многу пати некој ќе ми рече, многу е паметен тој човек. Викам, има разлика од паметен, има разлика од лукав. Паметен човек е за добробит на општеството. А лукавост е сосема нешто трето. И ја бар така ги разликувам работите. Не знам вие дали ги разликувате на истиот начин работите. Али лукавост е нешто сосема друго. Така да не можеме да кажеме, иако во светски рамки тоа се врвни достигнувања, дека тие се креативни достигнувања. Тие се лукави достигнувања што не носат добробит на човекот. Да не збориме и за лични цели. Спомнав создаде. Тоа значи дека креативноста не е така само за идеи и за имагинација, туку преку нив да создадеме. Знаете, црквата била многу обвинета за спротивното од ова што го зборам, и дека пола било, пола и како имале право. Догматската црква ги потиснувала сите креативни луѓе. После реформацијата, знаете дека некој изјавува дека без Бетовен нема христијанска музика? Ама до некаде е така. Гледаме разликата. Мене интересното што ми е? Мене ми е интересното што Мартин Лутер не измисли топла вода. Мартин Лутер имал многу паметни советници, посебно едниот од нив, да му кажат да се врати на корените. А тоа значи да се врати на Божјото Слово. Божјото Слово, што на едно место е спомнувано како Логос, во Јован 1.1, и во објаснувањето на Логос стои самиот збор креативност. И кога ќе го сретнете на грчки Логос, во Јован 1 глава, 1 стих, Словото беше, така, и Словото се сели, и тука се алудира на вториот член, ако можам да кажам, од тројството, а тоа е Исус. И самиот Логос значи креативен потфат. Затоа Мартин Лутер морал да се врати на Логосот.
и преку ремата, што значи Божи збор, кажам во моментот за одредена ситуација, да донесе промена во општеството. Не само промена во црквата. Луѓе, посебно за оваа црква. Ајде вака да збориме, посебно за оваа црква. И те како Божјото царство е како на небото, така и на земјата. Тука сме убаво, ние супер е се. Но тоа не прави никогаш проблем. Црквата е, да, како и таква е, света е во очите на Бог. Света е во очите на Бог. Ние Божјото царство треба да го представиме во општеството. Во културата, во политиката. Таму треба Божјото царство да биде. Таму да биде како што е на небото, така на земјата. И знаете, не смееме да бидеме луѓе што знаете како? Пред 10 години мојот другар Коки вака кажа. Коки рече, ќе направам уште 100 пати, ние толку се дружиме така да тоа е тоа. Ќе направам во мојот двор ветерници за струја. Да, ние сите му се изнасмеавме. Знаете што? Оваа година најверојатно државата ќе донесе закон за произведување струја во домовите. Нешто што во поголемиве држави е практика веќе долго време пракса, но интересно е што можеби колку уште нема направено ветерници, може ќе биде со сончеви колектори, но многу пати знаеме, не сакајќи во добра атмосфера да направиме со комедија и со се, да уништиме нешто што Светиот Дух сака да зачне. Јас не сакам да бидеме такви луѓе. Така да бидеме и како опрезни, тоа е српски збор, како е нашиот. И како внимателни да бидеме за работите во луѓето и за самите себе и да знаеме тие да ги мотивираме. Ако можат фирмите да мотивираат, црквата тогаш треба највеќе да мотивира. Амин. Значи убедливо највеќе треба да мотивира. Не е ова луѓе клише дека ние си ја браниме црквата. Луѓе, ова е само за зимање на вистинска позиција на црквата. Нешто што не било изминатите векови. И за тоа било осудувана црквата. Затоа тука дошла реформацијата и ви текнува на 500 години реформација, тоа беше минатава година, а логото беше на секоја генерација и е потребна реформација. И е потребна враќање на корените и од таму да произлегуваме. И знаете, пионерската работа не е лесна секогаш. Знаете, Павле имале и компанија пионерска работа. Разбирате, не само да мислат на креативноста, него 12 души цел свет да биде зафатен со тоа евангелие, со таа добра вест, што по самата по себе е креативна. Добрата вест и како евангелието и како е креативно. И како на креативен начин Господ го замисли спасението. И оно што пеевме, Исус е најубава мистерија. Исус е откриена мистерија. Тајната која беше сокриена од вековите нас ни се откри. Затоа мистеријата мора да ја гледаме и да ја живееме. Не може мистеријата секогаш да не биде нешто далечно. Исус никогаш не ни бил далечен. Исус никогаш не ни е далечен ни на надвор на луѓето. Пишува Библијата дека Исус е, и тоа Зоран постојано ни го повторува, дека е многу блиску до луѓето. А ние сакаме да ги оддалечиме со она стандардно покај се или со не знам што. Не, него таму кај што се луѓето, таму да ги наоѓаме и таму да им кажуваме за Господ. Амин. Ја ви се верували дека кога му кажете на македонец дека треба да стане христијанин, нема да ве разбере, луѓе. Нема да ве разбере. Па они, не они, сите ние, ради што мислиме дека сме христијани, и православните сите, дури ги имаме отфрлено малцинствата во Македонија и сме направиле голема грешка. Зашто аз и македонец, аз и православен, тоа е исто. Тоа не било така, но не смееме да одиме, тебе треба да те направиме христијанин. Друга некоја финта овде ќе ни запали. Нешто друго. А знаете што е тоа друго? Водство од Светиот Дух. Водство од Светиот Дух лично. Зашто рековме, лично, како лично си создаден креативно и на таков начин ти не само што зборуваш, на таков начин и слушаш, на таков начин и примаш. Не секој прима се исто.
Ама затоа е Светиот Дух да не поучи во се. Амин. Тука сум пишал, после реформацијата зафатило голем бран на интелектуално и научни достигнувања во сите сфери на општествениот живот. И она што зборевме за корените. Ова не беше дел од тоа што го добивте као тема, нели, што ќе биде, тоа беше наследство на светиите и вака гледано можеби и нема некоја поврзаност, а и како има поврзаност креативноста со наследството на светиите. Оти знаете како? Наследството на светиите не е само што ќе наследиме. Тоа е интересно, убаво е, него и што ќе оставиме по наследство. Затоа ако ме праша Ријатели кој ги оставаше на интернет работиве, како да биде наслово, дали наследството на светиите, ја реком нека биде наследство, зашто ги дава, ги објаснува двете работи. И добиваш, ама и оставаш наследство за идните генерации. Ме разбирате? Самите, иако ние гледаме на Стариот Завет понекогаш не со скепса, него како нели, нешто тотално завршено се, самите апостоли во Стариот Завет имаа наследство. Ние од Стариот Завет уште имаме наследство. А тоа се не само сите ветувања, него сите завети што Господ ги направи со Ное, со Аврам, со Исак, со Јаков, се наше наследство. Мојсей не го спомнав, зашто Мојсей не е наше наследство. 10 Божји заповеди не се нашето наследство. Како можат да бидат нашето наследство кога ние никогаш немаме допирни точки со нив? Ти, Звонко, како од Делчево, имаше некогаш допирни точки со Мојсей? Не. Побара некогаш од Господ Мојсей да те учи? Не. Го разбираме ли ова? Ветувањата што беа во Аврам, во Исак, во сите овие што ги спомнав во Ное, знаете дека од Ное, што не е наследство од заветот со Ное? Освен ветувањата. Виножитото. Виножитото. Го гледаме до ден денес, како наследство од тој завет. Дека никогаш Господ нема да го збрише лицето на земјата со потоп повторно. Со Аврам, дека по вера ќе бидеме голем народ. Затоа е татко наш Аврам. Покрај мојот рајче и Аврам. По вера станавме наследници. Но интересно, со Исус станавме сонаследници. Сонаследници на она што се вика Божји ветувања. Знаете тоа што значи? Рамо со рамо. Се што наследи Исус, наследивме и ние. Океј, ќе бараме стихови малце да не биде на празно, да не се фалам со Библија на празно. Ајде најде ја првен Римјани 8 глава 17 стих. За ова сега што спомнам. А ако сме чеда, тогаш сме и наследници. Секој е дете. И да ја скршиме таа небулоза по Македонија. Секој е машко и секој е женско дете. Е наследник од своите родители. Амин. Секој е машко и секој е женско дете. Сите поднебесни сили што се противат на ова, нека замолкнат во името на Исус. Ако нешто неќам во животот, тоа е непотизам. Сум го кажал неколку пати и пак ќе го кажам. А непотизмот према машкото дете дури ме иритира. Јас сум машко, ме гледате така. Да, ме видите, нели, со брада. Да. Дали ме разбирате? Тука пишува ако сме чеда, не ако сме синови. Ако сме чеда, тогаш сме наследници, Божји наследници и Христови сонаследници. Ако страдаме со Него и да бидеме прославени. Прво не одговара толку, ама е битно и тоа. Ако страдаме со Него
со Него да бидеме прославени. Сите на различни начини, кој вака, кој така, страдаме со Исус. Некогаш си страдаме и од нашите глави, може и понекогаш и добре дојдено е така, за да се свестиме, ама и така како е, дури е и убаво да се страда со Исус. И за Исус. Зависи од кој ягол гледаме. Сум ви окажал на приказна, јас една фамилија многу добро ме прими пред 10 години, после тоа ме отфрли, кога почнав за Господ нешто да им спомнувам, може било незрело, може зрело, јако што памтам супер беше, ама некој им поспомнува ујето, и кога се вратив дома, едни ми рекоа, абе да не си претерал ти, а едни други поискосни батковци, не може да речем чичковци, батковци ми рекоа, радувај се, си страдал за Исус. Така да, самата Библија пишува, радувајте се, кога страдате со Исус. Знаете, зборев со мојот пријател Филип од Велес. Во Африка не се страда како нас. Малце понапната, ако можам да кажам, страдањето. Ние тука најшто мислиме страдање, кога на Фејсбук некој ќе ни се противи. Да, ама према благодата. Благодата, таа ние тоа да го трпиме, тие тоа ќе го трпат. Интересна случка имаше вчера, додека се спремав, и сум кликнал на Фејсбук до сите пријатели да појде ова за неделнава богослужба, и ми пишува една личност што ја знам од мал само, од исто место сме, од Извор. Она живее во Германија. Ова оди ки на Фејсбук? Не, ако оди на Фејсбук да ја поздравам личноста. И ми пишува, абе не ми праќај, она само видела дека имам исти пријатели и дека нешто Исус не врзува, ама ништо друго не знае. И ми вика, абе не ми праќај вакви настани за молитви, јас сум православна. Не, супер. Ја ја пишав како да ја знам цел живот. И викам, Јуле, извини. Ова пошло кај сите, стварно не е ништо намерно. Али, викам, оти ми рече, јас си одам во православна црква. Многу се радувам што одиш во црква. Така и пишав. А уште повеќе се радувам што сме од исто место од Извор. И ја омекнав работата, знаете колку? До на крај, мило ми беше што си пишавме, па и се објасниме за причестата некои работи. И така да, тоа е понекогаш, ја можев да речам, страдам, глед додека јас се спремам за проповед, видете ѓаволот какви напади. Тоа немаше врска, тоа беше само добра шанса да се слушнам со жената. Ниту да ја сведочам, разбирате, на таков начин, не смееме па и така тоа религиозно, начекаш човек, овој ми е за сведочење, тука седи, сега ќе видиш. Сега, да, него, баш она, мило ми беше, викам, што ја слушнам, не. Ако се видиме, уште помило ќе им биде. И жената се опушти, зборев ми за фамилијата, како и што е. Така да интересно беше. Ако сме чеда, тогаш наследници, Божи наследници и Христови со наследници. Ако страдаме со Него и ќе се прославиме. Ова го кажав, ние не сме наследници на законот, зашто законот не беше за нас даден. Ние сме наследници, ово кажа, поветувањето на Ное, Аврам, Јаков, Исак, но не и по заветот на Мојсей. Но ние сме наследници не само на тие завети, него и на еден нов, подобар завет во Исус Христос. И за наша радост, а за жал на лукавиот, не бевме прашани и само бевме ставени. Само Господ, и ќе го прочитаме тоа, најди го Ефесе 1:11. Знаете, добро е што не се побара од нас ништо за Исус да не стави во заветот на Господ. Ако се побараше, не, чекај, барем да се избањав. Барем недела да дојде. Немој така. Или барем да се средев во мисливе. Не. Тоа нас не спасува. Нас не спаси Исус. Во кого и ние бевме избрани за наследници, бевме оннапред определени со намера. Со намера на Бог, оннапред определени. И слушате го ова. Со намерата на оној кој прави се по советот на својата волја. Он се посоветува. Мислам дека е добро луѓето да ги спаси и не спаси. Он не праша нас. Дури и Исус во ако можам да кажам, најагоничните моменти, како човек во тело,
рече, ако може нека ме одмине оваа чаша, ама нека биде, Господе, Твојата волја. И тука не дојде во прашање ние да бидеме прашани. Како што Петар рече, не, кај ќе одиш ти? Кај ќе одиш ти? Таму и ние да идеме. Не може да умреш, тогаш и ние да гинеме. Знаете, нашата реакција понекогаш е таква. Но Исус не спаси без да не праша, а после тоа и без да не праша. Или има дел каде што не само да не праша, него има дел каде што мора да се согласиме. И тој растежот што постојано го збориме во оваа црква. Ова ми беше убаво. Наследници сме на вечен живот. Тит 3:7. Може само да ја дзирнам, Ели? Продолжи. Најде Тит. Та оправдани преку неговата благодат да станеме наследници според надежта на вечниот живот. Според надежта на вечниот живот. Слушате го ова е многу добро. Ова е многу добро што и морав да го запишам. Сето ова што го набројав до сега и уште многу од овие работи што не ги набрав, што може би некој друг или може би во други проповеди јас ги набрав. Е тоа што овој стих сака да ни го каже. Да ги отвориме очите на нашите срца, како што Тони не поучи, за да го видиме сето ова. Значи сето ова пред тоа е во овој стих. Да оправдани преку неговата благодат. Да станеме наследници според надежта на вечниот живот. Значи, оправдани од Бог, стануваме наследници во нешто што се нарекува вечен живот, што содржи сите овие работи што ги набрав. Сите овие завети што се да и ние кажуваме амин. Амин. Кога ќе го видиме и разбереме сето ова, ќе можеме да размислуваме што и на кој начин ние да оставиме наследство за едните генерации. Знаете како? Кога збориме за наследство од идните генерации, што сме го добиле и што не сме го добиле, двете, има неколку, како да кажам, фази. Фазата на тоа дека во Библијата во Господ добивме се за живот и побожност и како наследство тоа го имаме, него на што збориме. Што збориме? Ние како поединци, како црква, мора да оставиме наследство. И во таа фаза ние немаме некое наследство овдека во Македонија. Зборам во понови времиња или во понови години. Немаме некое оставено наследство на многу читање Библија. Па ние сега само да едноставно така бевме научени и да ни беше полесно. И затоа реков, пионерската работа е понекогаш, ако не тешка, а и тешка, него комплексна работа. И можеби ние имаме улогата на пионери во нашата област или во нашата мила Македонија. Го разбирам ова. На што можеме во блиски дни на ние да се ослониме? Имаме некои останати слаби документи што и како се силни не за протестантизмот како движење луѓе, него за свесноста, за враќањето на корените. Оти рековме, реформацијата се врати на корените. Не беше топла вода измислување, нова благодат, нешто ново. Не. Така да, имаме некои списи, имаме некои преданија устни, но не ни вршат многу работа. И затоа е ова нешто пионерско. Знаете, можеби, сега во Македонија се чита повеќе Библија од било кога. Зашто најверојатно, не знам, можеби еден период само околу 1900-та година, можеби имало повеќе евангелски христијани или евангелско-протестантски христијани, и сега има највеќе. Зборам ова, не ги двојам. На девојката и пишав, не, една вера сме христијанска. Тоа другото, луѓето што поделиле е сосема друго. Не ги двојам, на еден човек му кажа вака, ајде, и ова знајте го, ова имате го на памет. Зошто? Ќе ви користи лично вас за идентитетот ваш. Ајде да тргнеме низ цела Македонија. Денеска е недела.
ден за богослужба. Така е остана. И сима зашто е оставен, ете, недела баш за ден за богослужба. Да тргнеме по православните храмови, по католичките и да тргнеме по нашиве храмови. Ќе видиме дека највеќе нима и сме најполни. Го разбирате ова? Не ги бројам луѓето. Не ги бројам, него зборам за таа свесноста, за читање Библија, свесноста за одење на служба, свесноста за однос со Господ. Еден од нашите презвитер или не знам што е, кажа вака, го праша една жена, добро, што правиме со нашиве православни, многу кратко се облекуваат, не знам што, такви прашања за жал прашуваат понекогаш новинарите на луѓе духовни што и како треба да ги прашаат, да им кажа нешто за Господ, али на така се научени. И вика, не, чекај малку. Не секој што е роден како православен, зашто е запишан, е православен. Или сакаше да каже е верник. Значи не може тоа така. И сега човекот или си пукаше у нога сам, ме разбирате? Или го допрел моментот, али со тек на време ќе мора за да го разјасни. Зашто некои работи кога се скршени, потешко се составуваат. Така? Али убаво е, ние сме се молеле, не знам дали памтите дека сме се молеле за свесноста во православна црква, во католичка црква, за свесноста во луѓето да дојде, дека ова е авторитетот на кој треба да подложи секој еден што се нарекува христијанин или Христов ученик. Ова е авторитетот. И на едно место читав дека некој од порелигиозните цркви зборот рема не го сваќаат сериозно и го отфрлаат. И дури ругаат по тие што се пентагосталци, они ги нарекуваат. Зошто? Зашто само нив може Господин зборува лично во моментот. А замислете, Господ му рече на Аврам да го жртвува синот. И помина неколку дена. И замислете да не беше таа рема. И Аврам кога зема да удри по детето, да не го слушнеше Господ, кога му рече немој, тоест ангел, немој да го колиш синот. Доволно ми беше ово. Така да немаме основа да кажеме дека Светиот Дух не збори и дека таа рема не постои или не е за нас. Не за џабе. Божјото Слово е баш така поделено на логос и на рема. И двата збора за нас се многу важни, зашто рековме, логос е самиот Исус, но рема не е само збор што ќе го најдете овдека и што ќе биде даден во момент даден. Знаете како? Имаме сведоштва што се покажале за вистините, дека Господ му кажал која жена да ја земе. Во Библијата не пишува нигде која жена треба да ја земеш. Го разбирам ова? Немојте да го сваќаме толку сериозно сето ова и да ги правиме тие работи немудро, него имаме такви примери, мудри примери зборам. Да. Ребека сведочеше за принцот, да. И така и Бинна. До каде стигнаме да видиме? Да. Значи, што да говориме, ние немаме во поблизок период некој што не оставил некое силно наследство и затоа, знаете што? Да засукаме ракави. Да засукаме ракави и да оставиме наследство за идните генерации. Наследство за идните генерации. Знаете, бев негде прва или втора година и татко ми добие на многу добра поука, но многу мало дете. Тоа бев јас. Му викам, тато, да дојдеш на родителска. Ми вика, синко, зар дедо ти идеше кај мене на родителска? Ја вака му реков, тато, зар ти треба да ја повторуваш истата грешка? Тогаш си доби добра поука од многу помалиот син во моментот. Разбирате? Или ќе плачиме и ќе викаме, па ништо не ни оставија, што е така, ние го приметуваме, го разбираме, дури во некои стаци и го оправдуваме, рековме ради што, но никако да го повториме истото. Никако. А имаме и појаки примери.
во контекст на тоа колку е оставено наследство. И за тоа нешто ќе прочитаме. Така тука сум пишал, ајде да бидеме доволно ентузијасти, да засукаме ракави и да донесеме возбудлива, полна со авантури сегашност и перспективна, полна со надеж иднина. Тоа е суштината на самото Евангелие. Можеш ти нешто да прочитам ова? Ајде да бидеме доволно ентузијасти, да засукаме ракави и да донесеме возбудлива, полна со авантури сегашност и перспективна, полна со надеж иднина. Тоа е суштината на самото Евангелие. Сум пишал тука поттикот да зборувам за ова дојде од самата Библија и од нигде на друго место. И сега случајно пак во наводници ја читав прва летописи. Колки ви рече пак колки ми рече брат, што ти текнало ве летописите? Викам не знам. Не знам што ми текнало да читам летописи, али ја читав летописи 28 глава. И тука го добив овој поттик да зборам денеска за наследството, а за креативноста веќе можеби година уназад тој поттик брие во мене и се разгорува. И вака на лично ниво, посебно на тинеџерските часови, многу знам да ја поттикнам таа креативност, а и плановите што ги имам со тинеџерите е дури конкретно во тоа не само разбирање, него и правење на креативни потфати. И нашиот пријател Галевски Никола има неговата организација се вика, мислам дека организација за креативни потфати, и многу ми се свија тој наслов. Многу е добро и го знам него, го поздравувам него и неговата фамилија, и го знам и навистина и дава не само правец, него и дава поттик, дава мотив за луѓето кон него баш за тие креативни потфати. Го најдовме прва книга Летописи 28 глава. Сите стихови. Овие и пред тоа 26-27 зборуваат за уредувањето на шаторот, на табернакулот, како Давид тоа сето го направил во потполен мир, во потполен ред, во потполна хармонија, но зборува и за нешто друго што збориме ние денеска, збориме за наследство. И тука имаме цело тоа, нема да го читам јас цело, него ќе најдам неколку стихови кои беа само, за да прочитаме што Давид му оставил на Соломон како наследство. Знаете, ние секогаш го величаме Соломон за изградба на храмот и дека бил најмудар и најбогат, нели, владетел што некогаш постоел. Така пише во Библијата, што некогаш до тоа време постоел. И секогаш го величаме, но веруете, како што рече наш Зоран на проповед, јас сум сигурен дека некој се молел за мене. Соломон бил сигурен дека Давид му оставил нешто јако за наследство. И тоа му направило атмосфера да после тоа знае точно што побара и точно што да изгради. Нема да ви биде досадно да ви читам и повеќе. Вика, Давид ги собра во Јерусалим сите израелски кнезови, началници на племињата, началници на одделите што му служеа на царот, илјанници, доброистотици, јунаци, храбри војни. И стана цар Давид на нозете, па рече: чујте ме, браќа мои, народи мои, ми беше на срце да изградам дом за почивка на ковчегот на заветот Господов, за подножјето на нозете на нашиот Бог, и го подготвив потребното за градење. И го подготвив потребното за градење. Но Бог ми рече: не гради дом на името моје, зашто си човек, војник и крв си пролевал. Меѓутоа Господ Бог Израелов ме избра мене од целиот ми татков дом, за да бидам вечно цар на Израел, зашто тој го избра Јуда за водач, а од домот на Јуда, домот на татко ми и од синовите на таткото мој благоволни да ме постави мене за цар на сиот, се фали Давид, а од сите мои синови, зашто Господ ми даде многу синови, тој го избра синот мој Соломон да седи врз престолот на Господовото царство над Израел. И ми рече: синот твој Соломон ќе изгради мој дом и мои дворови, зашто сум го избрал за син и ќе му бидам татко, и ќе го зацврстам царството негово за секогаш.
Добри, сега пред очите на синот Израел собира Господ и ве... Но, добро, пазете ги, држате ги сите заповеди. Аха. И тие синови Соломона познато. Добро, го поучува тука, му вика, внимавај, штом Господ те избрал да му изградиш дом за светилиште, биди храбар и фати се за работа. Биди храбар и работи. Цело време го поттикнува, цело време ветар у грб му дава. Тука Соломон уште млад. Тогаш Давид му даде на синот свој. Слушате го сега ова. Тогаш Давид му даде на синот свој Соломон нацрт за тремот од храмот и за зградите негови, за ризниците негови, за горните соби негови и внатрешните соби негови и за светињата на светињите. И нацрт за се што беше смислил за дворовите. Ако се вратиме во 27 и во 26, ќе го видиме и целото уредување што Давид го остава како наследство на Соломон. И ме капирате што сакам да кажам и која ми е целата поента. А ќе прочитаме и главното во таа 28 глава. Давид, иако имал главоболки со многу други работи околу средување на Израилот, Давид размислувал за неговото потомство. Размислувал и точно знаел што сака да му остави за наследство на неговиот син. И ја го поттикнувам тоа во сите нас. И сега јас направив нешто, се потрудивме малку. Андреј и Гого ќе ви поделат нешто, тие што се фамилија по едно земете, за да има за сите, и ќе го прочитаме заедно. Ќе го прочитаме заедно, за да поттикнеме децата што таму си играат, за младите тука, а и за сите ние возрастните. Преска го читаме Псалм 112, го читаше? Но 92 кажува праведникот како кедар ќе цути и во одминати години ќе дава плодови. Така да не станува збор само за помладите. Станува збор за сите нас. Зашто едните треба да остават нешто, а другите па да наследат нешто. И тоа да им биде пример за да остават за понатаму. Сите, ајде, ќе почекам уште малку. Со времето, колку добар сум, не е претерано ништо. Добро. Мало. Да. Знаете како Библијата вика, не дозволувате никој да остане без благодат. И така да, денеска во тој контекст на Ребеки направиме на шведски јазик стих, за да не остане без благодат, нели? Ребека си знае си да сака македонскиот, али шведскиот е мајчин. Кога го читав ова што ќе го прочитаме сега, само што не заплакав. Иако бев сам дома, таква атмосфера се направи, такво присуство имаше, што го чувствувам и сега, така да ако заплачеме, додека читам ова, мислам, мене многу силно ми зборува, нели? На некој може би покасно, на некој може би во моментот, али многу е силно. Може би веќе и го прочитавте. И му кажа Давид на синот свој Соломон. И ова го кажуваме сега ние нивните генерации. Амин. Биди цврст и храбар и зафати се за работа. Не плаши се и не стравувај, зашто Господ мојот Бог е со тебе. Тој нема да отстапи од тебе и нема да те остави додека не ја завршиш целата потребна работа за домот Господов. Амин. Да. Сега може аплауз за Светиот Дух. Ќе прочитам уште еднаш. И му кажа Давид на синот свој Соломон: биди цврст и храбар и зафати се за работа. Не плаши се и не стравувај, зашто Господ мојот Бог е со тебе. Тој нема да отстапи од тебе и нема да те остави, додека не ја завршиш целата потребна работа за домот Господов. Да. И ова ние го прокламираме нивните генерации. Ова ние го прокламираме и за нас. Не стравувај и фати се за работа.
Последно време Светиот Дух ми зборува баш на ваков начин, а ова ми беше само потврда. Фати се за работа. Не дека ја не работам, јас и те како сум активен како човек и работам. Него понекогаш е тоа конкретно, ударно, кога Светиот Дух ти каже. Да не измрдуваш од тоа. Фати се за работа. Ако се вратиме, рекоме, на 26-та и на 27-та глава, и со ова ќе сакам да охрабрам уште малку, никогаш не е доволно охрабрување. Рекоме, наш корекцијата е добра, ама мора да следи со многу повеќе охрабрување. Дури и најискрената корекција и најдобра. Во 26 и 27 глава ни пишува какво се уредување поставил, рекоме, Давид околу во тој момент шаторот, а после тоа станало уредување нели во храмот. И на едно место во 26 глава пишува чуварите на храмот. И сакам да прочитам за да охрабрам кој се бил викнат да служи како чувар на храмот. Знаете, кога го читате сето тоа, чуварите некако ви е... Ама кај Господ не ја. За свештениците одма ќе сакаме, кои редови биле на свештеници или било што, али за чувариве. Но видете Господ како план има. Еве го распоредот на вратарите. Од Коревциите, Мешалемија, нема да ги читам сите синови, но ќе да не ја здржиме формата, него сакам суштината да ја начнеме. Оти се многу имиња, вика 5 Елем, а 6 добро, и после вика 6 добро, Амиел 7 Исахар, 8 Пеулете, зашто Бог го беше благословил. Прво, на синот негов Шемја му се родија исто така синови кои имаа власт во родот свој. Знаете, не било кој чувари на вратата. Власт имале во родот свој. Се видни племиња во тоа време. Толку многу му значало. Знаете што? Лицето биле на шатор. Така да поздравувајте ги децата и секој ќе видите напред да пречекуваат. Тие се лицето на оваа црква. Амин. Вика, синови Шемаеви, Отни, Рафаил, Овид и Елзават и неговите браќа мажи храбри. Не било кој. Ајде веќе ставиме врата. На врата нека стои некој. Не било кој луѓе. Знаете ли што е убавината тука? Што Господ, нашиот Исус Христос, преку Светиот Дух, не направи да сме вакви. Дури и кога ние не го разбираме тој момент, дека навистина сме такви, Господ не направи да сме такви. И затоа ве охрабрувам. Секој што сака да служи, не само во црква, на било каков начин во неговиот живот, да не се чувствува помалку од ниту еден свештеник, од ниту еден, не знам, презвитер, од ниту еден апостол, од ниту еден пророк. Многу пати збориме за дарови и секогаш ги споменуваме неколку околу пророштвото, апостолството, така, евангелизатор, служителите, понекогаш ги занемаруваме. Но во Господовите очи не е така. Ги избрал храбри момци, битни во родот свој, важни за Израилот, да бидат лицето на храмот. Така да, ние сите сме лице на Господ. Амин. За крај, и тука завршуваме со проповета, но не завршуваме со службата. Сигурно памтите што рекоме на почетокот. Кој сака, нема да викам поединечно и нема сите, него кога се работи за креативноста, мора да има твој чекор. Не можеме со сила да буткаме. Така да, кој сака, ќе се молиме да таа креативност, сите тие дарови, сите тие таленти излезат на површина. За подобар живот и за подобро општество. Амин. За крај, дела 20:32 коки. Ова е убаво и ќе даде печат, можеби, на целата проповед.
Зоран, ако не се брзаш, можеш да излезеш напред и ти и да се молиме за тебе. И сега, вас, јас самиот лично, ве препорачувам на Бог и на Словото, на Неговата благодат, која е во состојба да изградува и да ви даде наследство меѓу сите осветени. Амин. Уште еднаш. И сега ве препорачувам на Бог и на Словото, на Неговата благодат, која е во состојба да изградува и да ви даде наследство меѓу сите светии. Кога ние не знаеме, викнете ја благодата, прашајте ја, ќе ве научи и ќе ве оспособи и ќе оставиме наследство за идните генерации. Амин. Останете благословени.